Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Формирање работни групи за реформската агенда и да се работи на консензус за клучните прашања за државата и граѓаните е резултатот на првата лидерска средба Мицковски-Филипче од формирањето на новата влада. Мицковски побарал од Филипче да се потруди и да биде конструктивен фактор во определбата за промени, реформи и напредок. Соопшти владата, задуи средбата е погубна за албанците. Со договор за формирање на работни групи заврши 100-минутната средба меѓу лидерите на двете најголеми партии. Првиот човек во опозицијата средбата ја оцени како добра и конструктивна, коментирајќи дека премиерот го прифатил барањето на граѓаните реформската агенда да се турка со заеднички сили. Начално договоривме дека ќе работиме на начинот да формираме заеднички тела или работни групи во делот пред се на спроведувањето на реформската агенда. Значи, првичните закони кои што треба да стигнат во собранието, во делот на правосудството, нешто што ги тангира сите граѓани, понатаму енергетиката и некои работи во однос на стратешките движења и проекти во здравството. Ова е еден состанок првичен, ние се уште треба да видиме каква ќе биде таа методологија, да ја разработиме, меѓутоа мора да кажам дека има волја од двете страни. Беше истакната потребата да се работи на заедничката иднина за граѓаните, како и да се работи на консензус меѓу различните страни за клучните прашања за државата и добробит на сите граѓани, информираше владата во писмено соопштение по средбата. Неопходно е да се мобилизираат сите напредни поединци и структури кои можат да дадат придонес на патот за развој на земјата. Македонските државни интереси треба да бидат појдовната точка во разговорите за секое прашање, при што Мицковски побара од Филипче да се потруди да биде конструктивен фактор во определбата за промени, реформи и напредок, се вели во соопштението од владата. Филипче рече дека очекува во процесот да бидат вклучени и останатите политички лидери кои преку експерти во работните групи ќе можат да предлагаат своји решенија кои би ги забрзале реформските процеси. Коалицијата на Дуи уште пред да почне средбата ја оцени како погубна за албанците. На јавна сцена денес ќе ни биде демонстрирана моноетничка коалиција чија основна цел е да го преобликува политичкиот модел на државата од мултиетничка во моноетничка демократија, се вели во нивното партиско соопштение. Александар Спасовски, Сител телевизија. Левица на сомнителен начин купила деловен простор во центар на Скопје за цена од само 720 евра квадрат, иако реалната цена за просторот е неколкукратно поскапа и тоа преку банка извршител поврзани со случајот со Равија. Овени премиерот Мицковски на седницата на опозицијските пратенички прашања. Премиерот ги повика истражните органи да се провери случајот, откако претходно Пасиев го обвини Мицковски дека оддавал службена тајна со тоа што објавил детали за лиценцата на Кочанскиот клуб, што е дел од истрагата, но и за прикривање на правдата, бидејќи се откажал од разрешување на обвинителот Коцевски. А не, сега нема да го разрешуваме. Или давање некаква корист. Тоа во правото го викаме до уд дес. Ти дадов за да ми дадеш. Или нашиот турцизам алаш вериш. Ти, обвинителе, нема да го чепкаш Владко Стојковски, овој директоров нашот ВМРО што е, а ја за возврат ке ти го продолжам мандатов. Левица со овој договор на 26.11.2024 година купила деловен имот од 409 метри квадратни на Адвокатската улица зад седиштето на зградата на компанијата Ајден, верували или не, за цена од 295.000 евра со ДДВ, или просечно квадратот на овој објект во центарот на Скопје е 721 евро согласно овој договор. За какво кривично дело ова е, професоре? Ова е со Равија.
Што е заедничко меѓу ова и ова? И универзална инвестициона банка. Заедничко е следно. Извршителот Андреа Бунески. Тој е заеднички извршител и за едниот објект и за другиот објект. Ја давате левица, стручно во реторика се вика синдром на дива коза. Или, уште постручно, вербална диареја. Значи, зборувате за се друго правите флека, само за тоа што ве прашав не зборувате. Доналд Трамп го шокираше светот со введените царини. За Македонија воведе од 33%. Трговската размена на Македонија со САД е мала, па затоа директните негативни ефекти можеби нема да бидат големи. Но индиректните секако нема да ја остават Македонија без последици. Од владата одговорија дека веќе имаат подготвен план за надменување на ситуацијата, контактите со американската администрација се воспоставени и ќе продолжат на високо ниво, а владата ќе работи на изнаоѓање решение и спроведување на планот. Извозот не е толку голем, околу 110 милиони евра, меѓутоа секако ќе влие на одредени компании. Не очекувам дека тоа во моментов би го намалило доаѓањето, да кажам, на странски инвеститори, меѓутоа би рекла дека многу поголем е индиректниот ефект, односно ефектот кој што нашите компании го имаат преку извоз на одредени производи кон ЕУ и потоа извоз од ЕУ кон Америка. Исто така мислам дека ќе доведе до намалување на идни можни инвестиции од САД. Ефектите ќе бидат малце пролонгирани, очекувам да бидат во подоснежниот период. Мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединените американски држави кажаат дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја, Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединените американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Тоа е можно. Председателката Гордана Силјановска Давкова во текот на вчерашниот ден во Софија ги посети повредените од пожарот во Кочани кои се лекуваат во болницата Пирогов. Таа разговараше со лекарскиот тим во болницата за состојбата на сумтеми на македонски пациенти која е ставила. Инаку 95 повредени од пожарот во Кочани се уште се на болничко лекување. 15 се во македонските болници и клиники, а 80 во странски медицински центри. Вчера во земјата се врати пациент кој беше на лекување во Австрија, а состојбата на тројцата потешко повредени натаму е критична, велат здравствените власти. Во земјава веќе се дојдени тимови од странство кои гледаат со какви просторни услови и опрема располагат двата центра каде ќе бидат третирани пациентите со изгореници. Со месеци ќе трае опорување на органите за дишење по здобиените изгореници. Врска со видеото кое беше објавено вчера на социјалните мрежи на кое се гледа мопед како удира дете и го напушта местото на настанот, Министерството за внатрешни работи ја извести јавноста дека се преземени соодветни мерки и активности и возачот е пронајден и против него ќе биде поднесена кривична пријава. Настанот се случил вчера околу 14 часот на крстосницата улица Ферит Бајрам и улица Алпи во Скопје, кога мопед удрило 8-годишно дете и го напуштил местото на настанот. Детето со констатирани телесни повреди му се констатирани телесни повреди во градската општа болница Свети Наум Охридски. По преземените мерки полициските службеници го пронајдоа возачот ЧТ 63 години од Скопје и против него ќе биде поднесена кривична пријава за загрозување на безбедноста на сообраќајот, за безобзирно возење и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода по брза постапка. Женската тениска репрезентација на Македонија денеска патува за Ларнака, каде